Свети Кирил и Методи. Свети Кирил и Свети Методи Солунски се родени браќа од Солун, од угледно и богато византијско семејство, од татко Лав и мајка Марија. Постариот брат Методи, како офицер, помина 10 години меѓу македонските Словени. Потоа се оддалечи на гората Олимп и се предаде на монашки подвиг. Овде подоцна му се придружи и Кирил. Кирил и Методи, познати како солунските браќа просветители, имаат голема улога во словенската историја. Нивното дело ги описмени словенските народи. Во почетокот на 9 век била веќе приготвена солидна основа за поширока и поорганизирана мисионерска активност во Западна Бугарија. Во тоа време, Византиското царство доживува нов расцут на културен план. По овој бран ги заплиснува и градовите што биле оддалечени од Цариград, посебно Солун. Во првите децении на 9 век, во Солун живее и семејството на висок службеник на царската власт, помошник на византискиот стратег на Солун и Солунската област. Тоа бил Лав со својата супруга Марија. Нивната народност е нејасна. Семејството имало повеќе деца, но се споменуваат само имињата на најстариот Методи и најмалиот Константин. Дури не се споменува и световното име на Методи, кој ова го добил при замонашувањето. Побожните родители ги упатиле своите рожби уште од најранното детство во христијанството, трудејќи се да им помогнат да ги применуваат возвишените христијански вистини во својот живот. Константин уште од својата младост се занимавал со списите на Свети Григорий и на Диониси Ареопагит. Татко му го испратил во Цариград да го продолжи своето образование во императорското Магнаурско училиште, каде, освен богословските науки, се изучували и граматика, аритметика, географија, астрономија, музика, поезија, реторика. Покрај овие науки, Константин учел и јазици – латински, еврејски и сириски. Откако го завршил своето високо образование, Константин бил назначен за библиотекар при црквата Свети Софија, а потоа бил поставен за професор по филозофија во училиштето што го завршил. Тогаш го добил името Константин Филозоф. Како високо образовани и талентирани личности, на Кирил и Методи ќе им бидат доделувани многу тешки и одговорни задачи од страна на византискиот двор. Најпрво били испратени во мисија кај арапите во Багдад, која како и хазарската и моравската мисија представувале дел од политичката програма на Византија, чија основна цел е да ги христијанизираат сарацените, хазарите, моравските словени, бугарите, русите и другите народи на исток и север од Византија и да им ја наметнат византиската црковна власт. Кога хазарискиот цар Каган побара од царот Михаил проповедници на верата во Исус Христос, тогаш на заповед на царот беа пронајдени овие двајца браќа и беа испратени меѓу хазарите. Откако го уверија Каган во верата Христова, тие го крстија овој цар и голем број негови доглавници и уште помногу броен народ. По известно време се вратија во Цариград, каде што ја составија словенската азбука од 38 букви и почна да ги преведуваат црковните книги од грчки на словенски. На повик од царот Ростислав отидоа во Моравија и таму ја распространија и утврдија православната вера, па ги умножија книгите и им ги дадоа на свештениците за да ја подучуваат младината. Подоцна, на повик од папата заминаа за Рим, каде што Кирил се разболе и умре на 14 февруари
1969 година. Тогаш Методи се врати во Моравија и до смртта се потруди на утврдувањето на Христовата вера меѓу словените. По неговата смрт, а тој се упокои во Господа на 6 април 885 година, неговите ученици, начело со свети Климент Охридски како епископ, го преминаа Дунав на сплав од 3 липови дрвја и пристигнаа во Белград. Началникот на Белград ги испрати пред царот Борис I. Свети Наум остана во главниот град и ги постави основите на Преславската книжевна школа, а Климент е испратен во областа Котмичевица, на југ во Македонија, каде што во Охрид продолжи да работи меѓу словените на истото дело што го започнаа Методи и Кирил на север. Што се однесува до Методи, постојат мощни оскудни извори според кои се здобил со световно образование и се посветил на државната и воена служба. Бил надарен со христијански добродетелен живот и државнички и воени способности. Подолго време управувал со брегалничката област и придонел христијанството длабоко да се всади во македонската душа во тој дел на Македонија. За овој успех бил особено заслужен и неговиот брат Константин. Мисионерската дејност на светите браќа меѓу македонците, посебно возобновувањето и пременувањето на македонската азбука е забележано во житието на Свети Наум. Ова му претходело на преведувањето на светите книги на јазикот на македонците од Солунско и на мисионерското дело меѓу западните словени во Моравија. Известно време пред својата мисионерска дејност, светите браќа се повлекле во манастирот Полихрон на планината Олимп, каде всушност конечно се подготвиле за своето епохално мисионерско дело. Манастирското осамување го прекинале 2 пати, кога биле испраќени од византиската власт од Цариградскиот патриарх во мисии меѓу сарацените и хазарите. Овие мисии ги извршиле со голем успех. Во краткото житие на Константин, напишано од неговиот ученик Климент Охридски, се кажува дека Кирил открил пред хазарскиот казан дека не потекнувал од византиски род, туку дедо му бил од хранените људе на туѓ цар, но побегнал во Византија. Ростислав, кнезот на Велика Моравија, испратил молба до византискиот цар Михаил III за да испрати епископ и учител, кој ќе му објаснува на нивни јазик вестинската христијанска вера. Изборот паднал на светите браќа. Тие биле речиси подготвени за оваа мисија, зашто голем број од светите книги веќе ги превеле на словенски јазик. Тие избрале достојни ученици и помошници и тргнале во Моравија. Таму биле пречекани со голема радост и со големи почести. Набрзо потоа отвориле училиште, во кое ги подготвувале идните свештенослужители и учители за западните словенски народи. Тука најшле на голем отпор од германски свештеници, обвинувани за ерес. Биле принудени да појдат во Рим и да го докажат своето правоверие. Во Рим биле примени со големи почести од папата Адриан II. Тој ги одобрил словенските богослужбени книги и наредил да бидат поставени во олтарот на базиликата Голема Богородица и богослужби да се вршат на словенски јазик во 3 римски цркви. Кирил во Рим тешко се разболел и починал на 14 февруари 869 година. Методи, епохалното мисионерско дело меѓу западните словени го продолжува сам со помош на своите ученици, кои во Рим биле ракоположени во свештенички чин.
Непријателството од германските свештеници не престанувало. Истоштен од напори и измачувања, Свети Методи починал во Нитра, 885 година. Неговите ученици биле подложени на измачувања и прогони. Некои од нив биле распродадени и како робови.